Мирче Ацев предумочек Ачекостави бил убиен од турците. Неговите чичковци се познатите војводи Петре, Гога. Денскиот период бил задолжен за обезбедување оружје, храна, облека, набор, што често бил и затворен. Сестрата на Мирче Ацев, Вера Ацева, е една исто така учесник во народно-ослободителната борба. Всушност целата фамилија била вклучена во борбите за самостојна Република Македонија, која дала во својата историја 14 жртви и 20 народни херои. Мирче и Димче. Семејството живеело и во Прилеп и во Орелец. Мирче се родил во Орелец на денешен ден во 1915 година. Растејќи во револуционерно семејство и слушајќи за подвизите на неговите предци, од 4 години го завршува во селото, а потоа училиштето го продолжува во Прилеп. Тој мал бил бунт грчкиот јазик, а делумно и англискиот јазик. За тоа време исклучително високо образована личност може да се рече. 5-ти клас гимназија Мирче Ацев се запишува во Соба, потоа со Кочо Рацин, со Страшо Пинџур и со други. Пролетта 1938 година станува член во потесното раководство на урсовите синдикати на Прилеп, кој го организирал големиот монополски штрајк во Прилеп на 4 април, кој завршил со прифаќање на условите на штрајкувачите од страна на монополската управа. Во летото 1938 година на така наречената студентска колонија во Охрид и Струга учествуваат и членовите на студентското здружение од Белград и Загреб. Мирче официјално бил економ на колонијата, но всушност имал задача да ги оформи партиските организации во Охрид и во Струга. И наредните 2 години учествува на колонијата, а во 1940 година бил организатор на прославата на Илинден, каде држал говор за значението на Илинден, зашто неколку дена ги поминувал во полициската станица во Охрид. Ненаметливо, полека, но сигурно станува народен трибун, како и идол на помладите генерации. Присуствува и на советувањето на 250 учители од Прилеп, Битола, Крушево и Поречието, одржано во Прилеп на 5 и 6 мај 1939 година со цел партиската организација да има влијание на идната работа на учителите во тие градови. По налог на местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Прилеп, пролетта 1939 година Мирче го оформува местниот комитет на Скоевската организација. Учесник бил и на демонстрациите во 1939 година во Белград, зашто бил затворен 15 дена. Во октомври 1940 година, откако Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија набавил нова печатарска техника, Мирче бил повикан во Скопје да раководи со неја. На истата биле печатени летоци, како и билтенот на Покраинскиот комитет Искра. На оваа партиска задача Мирче, или како што го нарекувале Ставре Техник, се задржал до 6 април 1941 година или до почетокот на Втората светска војна во Југославија. Мирче за време на окупацијата не се задржувал на едно место. Тој постојано се движел и ги посетувал селата, но и градовите Скопје, Прилеп, Битола, Велес, Кавадраси и притоа извршувајќи ги храбро навремено партиските задачи. Подосна, како партиски инструктор, престојува во Штип и Струмица. Во почетокот на окупацијата, Мирче и Коле Чашуле активно работеле на создавање на партиска печатница во Прилеп. На истата почнуваат да се печатат летоци и друг партиски материјал. Мирче е присутен и на партискиот состанок, одржан на 13 јуни, чиј секретар била неговата сестра Вера, каде било одлучено за излегувањето на првите партизани. Истиот ден Мирче, Кузман, Борка Талески и Трајко Тарцан заминуваат на Селешка планина. Но реакцијата на Покраинскиот комитет дека таквите кадри треба да бидат во градовите и да ги организираат партиските организации, ги враќаат назад. Но наврзо, на 12 септември, излегуваат
првите 7 мина партизани прилепчани. Тоа се Трајко Тарцан, Бурка Левата, Лазо Филиповски, Јоске Ордановски, Ѓоре Велковски, Илија Игески, Цветан, Киро Крстевски Платник. За командир бил избран Киро Крстевски Платник. Во септември 1941 година Мирче станува член на Покраинскиот комитет и Покраинскиот воен штаб. Повторно ја крстарел Македонија со цел формирање на партизански одреди на секаде. За време на почетокот на вооруженото востание Мирче, како член на Покраинскиот комитет и главни штаб, бил на релација Скопје, Велес, Штип, Струмица, со цел што по-добро организирање на партиските организации и партизанските одреди. Во своите активности најчесто соработувал со Страшо Пинџур, со кого незапирливо стасувале секаде. Голема активност Мирче покажува пестувајќи во Битола при зајакнување на партиската организација кон крајот на 1941 и почетокот на 1942. Колебањето во Покраинскиот комитет за вооружена борба предизвикала поделба во истиот. Мирче со поголемиот дел од нив, од членовите, бил за неразформирање на партизанските одреди и за бескомпромисна вооружена борба со непријателот. Поделбата и различните ставови во Покраинскиот комитет во 1942 година довеле до голем број на провали и загинувања на борци. Во оваа година биле уапсени голем број на активисти, а загинале народните херои Мите Богоевски, Цветан Димов, Елпида Караманди, Рампо Левката, Бурка Левата, Стив Наумов, Орце Николов, Благоја Страчковски, Борка Талевски, Вангел Тодоровски, Киро Фетак, Лазо Филиповски и Орде Чопела. По расчистувањето на состојбите во Покраинскиот комитет, во кој голем удел имале Кузман и Мирче, Покраинскиот воен штаб прераснува во главен штаб на партизанските одреди на Македонија, чиј член е и Мирче, а воедно и секретар на превремениот Покраински комитет во пролета 1942. Покрај тоа Мирче бил активен и во пишување на летоци и прогласи по разни поводи, како што било Илинден или смрт на некој соборец, како што би случајот со Цветан Димов. Мирче во своето конспиративно действување ги користел имињата Стојче, Веле, Димко, Ставре Техник и други. Заедно со Страшо Пинџур го формираат Велешкиот партизански одред Димитар Влахов по расформирањето на Прилепскиот Димитар со борбата кај Мукос. Зголемените активности на окупаторската полиција и војска резултирале со апсење на голем број активисти и борци. На 18 декември 1942 година во Велес, во куќата на Јован и Милка Митреви на улица Цар Самуил број 177, во куќата каде имало печатница, се уапсени Мирче Ацев и Страшо Пинџур. Притеснатото шалче на Мирче од капакот на скривницата ги издало. Веднаш биле пренесени во затворот на областната полиција во Скопје и за неколку дена Страшо подлегнал на тешките измачувања. По инквизиторските мачења Мирче покажал бил многу цврст. Тој на испрашувањата ги изговорил само следните зборови. Цитирам: "Јас сум комунист и од мене нема ни збор да чуете." Завршен цитат. Бидејќи постоело можност да умре, било наредено да го фрлат од прозорецот, а да речат дека самиот се фрлил, што било исторено на 4 јануари 1943 година. Ова го раскажува Љупчо Јорданов, началник на групата А од Државната безбедност на областната полициска управа во Скопје, на судењето пред Народниот суд во Скопје во 1945. Тој уште додава дека од сите што биле затворени во окружниот затвор, Мирче бил најмногу мачен, но во исто време се покажал како најцврст, бидејќи при мачењето не пуштал глас. Неговата предучеда Вера Оровчанец го препознала мртвото тело на Мирче Ацев во мртовечницата во болницата во Скопје. Главата на Мирче била деформирана со остаток на парче од коска. Некои прсти пресечени, а на другите
ноктите од корнаци. Сето тоа зборува на какви маки бил ставен Мирче. Но покрај тоа не изговарал ниту збор. Неговото тело тајно било земено од болницата и пренесено во Прилеп на 13 јануари. Иако неговите родители не биле дома, не биле тука, тие биле интернирани, местниот комитет на Скоевската организација го организирала погребот, а ги организирала и прилепчани масовно и достојно да се простат од него. Рубин изнесе многу работи, му честитам за тоа, навистина исцрпно, и тоа останува во историјата на македонски. Останува ние, нашите поголеми, да ги следи тие примери, се да даде за самобитноста и слободата на Македонија. Благодарам.